Давид Луис од Челси е пред трансфер во Пари Сен-Жермен, кој треба да се реализира во следните 2 дена. Истиот би го чинел францускиот тим неверојатни 50 милиони фунти. 27-годишниот бразилец ќе стане најскапиот дефанзивец во светот, надминувајќи ги сумите што Пари Сен-Жермен ги плати претходно за Маркиньос и Тиаго Силва. Се очекува двата клуба да ги договорат условите, а Пари Сен-Жермен ќе побара дозвола од селекторот на Бразил Луис Фелипе Сколари да му бидат извршени медицински тестови на Давид Луис во тренинг кампот на Кариоките. Овој трансфер ќе го сруши британскиот рекорд за сума што англиски клуб ја добил за дефанзивен играч. Пред 12 години Лиц заработи 30 милиони фунти кога Рио Фердинанд се пресели во Манчестер Юнајтед. Пари Сен-Жермен мора брзо да реагира и да го ангажира Давид Луис пред стартот на светското првенство, бидејќи за него голем интерес постои од Барселона и од Бајер Минхен. Челси би ги искористил парите за реконструкција на тимот за следната сезона, а Диего Коста од Атлетико Мадрид е на врвот на листата на желби на Жозе Мориньо. Актуелниот тренер на Севилја Унаи Емери е многу близко до превземање на клубата на италијанскиот гигант Милан, пренесуваат италијанските медиуми. Јасно е дека Сидоров нема да остане на кормилото поради лошите односи со раководството и дел од играчите. Па така фаворитот е 42-годишниот стратег кој неодамна со Севилја ја освои Европа лигата, а со голем успех ја водеше Валенсија од 2008 до 2012 година. Преговорите помеѓу стратегот и Милан се во поодмината фаза, па се очекува во следните денови да биде јасно кој ќе биде новиот предводник на росонерите. Светското првенство во Бразил ќе биде најскапото во историјата, објави ФИФА. Во него ќе бидат поделени рекордни 35 милиони долари за федерацијата, победник на турнирот, а освен тоа чистите приходи од рекламирање на ФИФА ќе изнесуваат 4 милиарди долари. Други 14 милиарди долари се издвоени за Бразил. До крајот на продажбата на билетите не останува многу, откако во оптек се 3 милиони карти. Тоа ќе ја направи крајната сметка исклучиво висока и единствена од ваков вид во историјата на фудбалот. Бразил имаше буџет да направи едно големо светско првенство и земјата тоа го стори, доаде генералниот секретар Жером Валке. Износот од 14 милиарди долари кој ФИФА му го даде на Бразил беше потрошена за реновирање на 12 стадиони и прилично голем дел од градските згради и инфраструктурата. Кон тоа спаѓаат и трошоците за обезбедување на навивачите и фудбалерите. Светското првенство во Бразил започнува на 10 јуни. Возачот на Формула 1 тимот на Мерцедес AMG Нико Росберг го проложи договорот со тимот на уште 2 години. Со овој потек Мерцедес стави крај на шпекулациите дека ќе се обиде да го донесе во тимот Фернандо Алонсо. Имаме долгорочни договори со двајцата возачи, изјави представник на Мерцедес кој потсети дека Луис Хамилтон ја обработува својата втора година од 3-годишниот договор. Нико Росберг во тимот на Мерцедес се наоѓа од 2010 година, претходно 3 години тој беше дел од Формула 1 тимот на Вилијамс. Во кариерата настапил на 152 трки, на кои освоил 5 пол позиции и забележал 4 победи. Во тековната сезона по 5 трки Росберг се наоѓа на второто место во генералниот пласман кај возачите со 97 бода, 3 помалку од неговиот тимски колега од Мерцедес Луис Хамилтон кој има освоено 100 бода. Кошаркарскиот клуб Академија Баскет по традиционален 17 пат од 13 до 19 јуни го организира Кошаркарскиот камп Охрид 2014 во соработка со МТМ телевизија. И оваа година ви нудиме многу забава, дружење, тренинзи, надпревари и награди од нашите пријатели, како и специјални гости од светот на кошарката кои ќе бидат наши промотори на Кошаркарскиот камп Охрид 2014. Планирани се и посети на знаменитостите кои имаат посебна важност и се карактеристики на градот Охрид. На Кошаркарскиот камп Охрид 2014 ќе се тренира по најмодерни кошаркарски методи, предводени од професионални дипломирани кошаркарски тренери. Дојдете да се дружиме, забавуваме, надпреваруваме, наградуваме и да уживаме во убавините на Охридското езеро и градот Охрид, кој е заштитен град од УНЕСКО. Стани ти дел од Кошаркарската академија и пријави се на летниот кошаркарски камп Охрид 2014. Пријавувањето се врши на телефонските броеви 078 211 279, 078 393 657, 2521 003 или на имейл адресата academiabasket@yahoo.com. Ве очекуваме.